Добро вечер и добре дојдовте. Ова е последната четврка. Последните две екипи кои ја имаат можноста да влезат во најтесниот круг финалисти и да се борат за една од досега најголемите награди во Енигма Шкода Фабија. Значи го фатија последниот воз, последни се во овој последен четврти квалификацијски круг. Тоа значи дека уште малку и почнуваат финалните емисии. Но да фатиме со ред прво оваа Енигма. Еве ги кои се тука. Ерол Мустафов, Василев Оливер, Стерио Филиповски и Перо Трповски. За нив се отвара оваа стаза на Енигма вечерва, тие се тие кои ја поставуваат вечерашнава Енигма, кој ќе стигне до целта и кој оди натаму. Останете таму каде што сте почнували. Екипа Василев Оливер и Ерол Мустафов. Оливер доаѓа од Струмица и има 30 години. Работи како угостител во кафе-бар во својот град. Редовно игра спортска прогноза и вели најсреќен би бил кога би ги погодил типовите. Инаку сака да чита криминалистика, во секое време би го гледал француски бакнеш, а не пропушта филмови каде играат Мег Рајан, Анет Бенинг и Мајкл Даглас. Во Енигма доаѓа да провери до каде и вели ништо страшно ако загубам, но 100 пати повеќе сакам да победам отколку да изгубам. Василев Оливер од Струмица, добро вечер и добре дојдовте во Енигма. Добро вечер. Како е во Струмица? Ајде, на бензинка, што има ново, што се случува? Јас сум роден од Струмица, живеам во Неготино. Аха, живеете тогаш како е во Неготино, што има таму, што се случува, со што се го правите животот интересен, каков ноќен живот имате, како изгледа овој град ден и ноќе? Тоа треба да се провери за да се види дека е стварно најдобро. Што е тоа што го прави најдобро? Ваше убаво место за живење, Неготино. А како стигнавте во Неготино всушност? Велите во Струмица сте? Во Струмица сум роден. Така. А живеете во Неготино? Во Неготино. Во женска линија, на кај невестата тргнавте? Не, мајка е од таму. И таму сега живеем препарено 5 години, 6. И добро ви? Да. Велите едно од најубавите места за живење. Па да. Инаку во кој кафе-бар работите, Оливер? Арт кафе. Тоа е во Неготино, претпоставам. И како е да се биде келнер на шанк? И тоа, и тоа иде. И тоа, момче да се. Зошто е добра, зошто не чини оваа професија? Што е убавото, а што е лошото? Се заглавува касно навечер или до 1 сат? Добро е што ги знаеш сите, сакаш да ги запознаеш. И вас ги знаат сите, сега со Енигма уште повеќе. Да. А нема бакшиш има, Оливер? Како стојат работите на таа тема? Колку од ноќ? Од прилика? Доволно добро? Се се троши во натура, не станови ништо. А ова со законот за цигарите ги намали луѓето доаѓаат помалку или секој чуда за 3 дена, до 3 дена се навикнува? Не, секој знае што треба да прави, нема проблем. И вие знаете овде што треба да правите вечера, да стигнете како знаете до победата. Добро вечер, уште еднаш и со среќа. Ерол Мустафов, роден во Скопје 67 година, живее и работи во Неготино. Добра храна, добра капка, добро друштво се оние нешта во кои вели јас најмногу уживам. Сака и да гледа спорт на телевизија, а не може да поднесе емисии за змиите. А кај луѓето облеката и ставата се нештата кои тој прво ги забележува. За себе вели дека знае да се и наети, но знае и да биде искрен. Другарот Тито е човекот на кој тој би му се поклонил, а на прашањето која ти е омилена земја, тој вели мојата омилена земја веќе ја нема. Ерол, добро вечер и добро дојдовте. Добро вечер. Југо носталгичар, а? Југо носталгичар. Ерол. Таму пораставме, се школувавме. Кои се тие нешта, Ерол, за кои најмногу жалите? Па она што го имавме, секаде бевме пречекувани, немаше визии, немаше бариери. На еден пазар од 22 милиона жители, нашите производи беа секаде пласирани. Спорт, што ќе кажете? Спортот бевме на секаде најуспешни во светот. Сега мораме да се задоволиме со успесите на оние земји кои останаа. И да навијаме за нив. Како за наши. Што ви текна од Скопје во Неготино? Обично е обратно. Па случајно, поради тогашните прилики, здравствени, инаку мајка ми е од Неготино, татко ми сите, така да цел живот го поминав таму. А каде ти е семејството таму, ти и домот? Да. Инаку чув дека сте биле и член на културно-уметничко друштво Јане Сандански? Да. Моментално сум во управниот одбор на културно-уметничко друштво кој постоеше 27 години. И тоа е една од тие приказни што одлично функционираше за време на бившата ни држава. Точно. Патувавте тогаш многу? Тогаш се патуваше по многу земји, сега да не кажам некој сме ограничени на овие наши балкански простори. Пак да кажам тие проблеми со визии кои стварно. Каде последен пат сте биле и кога? Па последен пат бевме на турнеја Босна и Херцеговина и Хрватска. Требаше да одиме за Унгарија, но поради тие проблеми административни со визи не се реализира тоа гостување. Ерол, кој е ви омилен ора?
Па комиското е едно символ на нашата земја, иако има повеќе кои ги изведуваме, А во Енигма, која ви мина игра? Джек без спот. Добро, има многу да не. Добро вечер, Ерол и се среќа вечера. Екипа Б, Стерио Филиповски и Перо Трповски. Стерио е роден во Скопје 62 година. Вработен е во јавното предпријатие Македонија Пат во информативниот центар за состојбата на патиштата. Во слободно време чита современа литература, science fiction и класика. Викендите му се издувен вентил. Редовно е до крстот на водно, ако не е, тогаш вози велосипед или шета низ парк. За жените вели тие се неопходни како кислород. А за својата цел вели сакам да исполнам се што сум зацртал. Стерио, добро вечер и добро дојдовте. Добро вечер, добро најдов. И кои се амбициите? Што си зацртавте? До каде стасавте? За вечера Уште- победиве. Не за вечерва, за оние што велите сакам да ги исполнам своите цели во животот. Сите она што секој нели Го посакував. го посакува. Еден мирен, еден спокоен мирен, или спокоен напротив, живот, живот полн со акција? јасно. Работите во јавното предпријатие Македонија Пат. Тоа се од оние изнудени или од оние зацртани? Си ја сакате работата? Да, јас сакам професијата. Интересна, мислам, овозможува многу слободно време. Што се очекува од вас на работното место? Што е тоа што Во треба? секое време, постојано? Мгм. во секое време, Да знаете време да ги состојбата. информираме А како води ова? граѓаните, медиумите, сите што се интересираат за Како води ова? Како сте организирани? На кое растојание? На кои места имате екипи кои што во секое време ви екипи во цела информираат? Македонија, дисперзирани пунктови, на 40 пункта се во Македонија. Ние како диспечерски центар ги абсорбираме сите информации од тие пунктови и ги реферуваме нели по медиумите и сите заинтересирани Ние граѓани. сите знаеме што ќе ни се случи на патиштата, Јасно, така, односно каква состојба не очекува на Сега. патиштата. Кажете ми што е тоа со групата Коала? Со групата Разбрав Кола некакви во раните настапи. 90-ти почнавме, така интересно беше, настапувавме на Попрок фест, Интерфест, Матфест, Скопски фестивал. Награди? Статуетки? Немаше награди, доволно беше учеството, едноставно си правевме некоја автобиографија, интересно беше. Со квизовите како стоите? Со квизовите, па бевме веќе на неколку квизови. И Солидно. награди, статуетки? Солидно. Таму? Не таму. Со среќа вечера во Енигма. Благодарам. Добро дојдовте уште еднаш. И Перо Треповски. Среќно оженет, татко на 2 деца, доаѓа од Скопје, има 43 години. Сака science fiction, сака джез, филм, сака театар. Вели, овие нешта му помагаат да ја одржува чистината на умот. Бега од разноглавци и бара суштина во се. Ужива кога ја чита поезијата на Рацин, вели чувствата на Рацин према Раца се напишани со толкава космичка енергија на која може да ја позавидат најголемите светски поети. Ужива кога сонува да ја оствари една од своите најголеми желби во Рио на Копакабана да го слуша Антонио Карлос Жобин. И ќе завршам со оваа приказна од прашалникот на Перо, иако имаше уште едно чудо работи за кои што вреди да се зборува со Перо, сепак завршувам со ова. Перо вели, за мојата сопруга, која неизмерно ја сакам, веќе 25 години, би можел да напишам збирка поезија и да сликам во недоглед. Перо, добро вечер и добро дојдовте во Енигма. Добро не. Перо, го знае ли ова вашата сопруга? И изјавувате Да, ли го знае, и за го вака знае. секој ден љубов? Да, секогаш. Инспирација на мојот живот од веќе 25 години. Вака нека не звучи премногу интимно, ама вакво изјавување на љубов се слуша на вистина ретко. Кажете ми која е таа тајна или кажете ми која е таа храна што ја храни 25 години вашата. Па нема тајна никаква. Тајната е во наводници всушност во взаимната доверба, компромисите, секојдневното негување еден кон друг и така. Едноставно сме си се нашле. Едноставно сме се нашли. И во таа прилика сакам да кажам нешто од спомнатата Раца. Еден стих само во која што не сакам понатака повеќе да влегувам. Рацин го напишал ова со крв, негова крв, во моментите на љубов, према недостижната Раца и рекол, откинувам од моето срце последниот атом на болката и ти го подарувам тебе да го претвориш во сладост. Такви стихови стварно не сум слушнал и Вака секогаш ли се почнуваат врежам. вашите утра? Постојано Па да, ли да, со нешто од поезијата на Рацин почнува утрото ваше и на вашата сопруга. Вините уживате во прошетката со вашите деца. Зашто зборувате? Да, Во прошетката и во имам, разговорот. да, зборуваме, имам на керка 17 години, 17 години и син на 9 години. И на различноста на годините си го прават своето и секој со секого. Учите вие повеќе од нив, тие од вас? Па Отворено зборувате за заедно, љубовта? немаме тајни ништо.
Добро, ако ја добиете, ако ја освоите Шкодата во Енигма, ќе ја продадете ли да се освоите една од најголемите животни желби на Копакабана да... Затоа потоа ќе решиме сигурно. Ајде да видиме прво оваа Енигма, како ќе Драгом. заврши вечера. Првиот блок реклами и почнува првата игра. Ова е вашиот почеток. Од тука тргнува оваа вечерашна приказна на Енигма за вас. Значи тоа е ова е, ништо спектакуларно, ништо непознато, познати луѓе, познати фаци, филмски свет, музички свет, спорт, политика. Стотката е многу добро да се освои на почетокот Оливер и Еро, одма е се подруго. Дајте знак Оливер и нека почне оваа Енигма конечно. Ајде. Игра во Лацио, македонски. Горан Панда. Тоа е. Може би нашиот најдобар фудбалер во моментот. Понатаму. Со Драган Белогрлич Никола Хојо. Тоа е. Македонски актер, не сме ангели, например. за Барселона, од Камерон. Само лето. Тоа е. Браво. Понатаму. Утопли се над реалистите. Нела Каралевич. Тоа е. Е забранено пушење. Председател на синдикатот на просветните работници. Дојшен Тоа Цветановски. е, тако, така е. Хрватски интернационалец игра за Јувентус. Роберт Ковач. Не, понатаму. 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 Црн пејач, стар, джез, Луис Армстронг. не, понатаму. За Хрватска победи на Евровизијата хрватски пејач наш. Даниел Попович. Не, на хрватски сега пееше, за Хрватска не пее. Понатаму. Игра ракомет, окометол Ѓорче Петров од Украина. Јулија Портјанков. Не. Презимето е како Олга Бујанова. не, гради женски. Оксана Рајхел. Понатаму. Понатаму. Понатаму, ајде. Понатаму. Партнер му е на Вил Смит во Лоши момци. Понатаму. Млада понатаму. Понатаму. Уште малку време. Понатаму. Хрватски пејач, едно име, нешто како цар. Едно име, хрватски пејач. Едно име, Кнес, српски пејач, се вика Кнес, веднаш по него и Били Боб Торнтон, американски актер, поранешен сопруг на Анџелина Џоли, ова беше Хедер Локлер, ова е душко долговушко, но тежок за објаснување. Игор Тудор е хрватскиот фудбалер, па Кристијан Слейтер, после него американскиот актер, па председателот на Србија Борис Тадич, ова е Джеймс Браун, па веднаш по него хрватскиот пејач Борис Новковиќ, Олена Цигица, поранешна ракометарка на Кометал, словеничкиот пејач Манифико, па Мартин Лоренс, американскиот актер, па Кирстен Данст актерка, Хари Белафонте е ова, Брендан Фрейзер е ова, Кнес рековме и еве го конечниот. Колку лесно ќе беше, Оливер. Ајде, направете го за публика. Не сакате? Добро, Сречко Катанец, новиот селектор на македонската фудбалска репрезентација. Одлично тргнавте, Оливер. Некаде до 6-тиот, 7-тиот лик одеше супер. Што се случи после тоа? Непознати ликови или помалку познати? А тешко се?
Зајко, да. Ќе Кај кажа, Зајко всушност ама целата. да, бе. Да, Душко Долгоушко. А како да се објасни? Да. Никако. Да. Добро, еро, 25 поени. Не е лошо. За почеток може и многу подобро, но да не заборавиме, ова е Има прва уште игра, многу игри светла, до крајот. рефлектори, камера, кој знае од кога и не сте биле, еро, на квизови. Си до 3-4 години. Да, значи, добро е, 25 сепак е добро за Важно почеток. мразот е скрашен. Важно мразот е пробиен, сега на ваше место доаѓа екипа Б, да видиме како тие ќе одиграат, а вие чекајте втората збор по збор. Сега ваше редот. Вие за вас треба да почне ова енигма. Истото важи луѓе од филм, од музика, од спорт, познати фаци кои што многу пати сте ги зборували, сте ги гледале, ама сега само вие ќе ги гледате, а него треба. Стерио треба да го одведете на крајот на патеката таму каде што е стотката. Pero вие го давате знакот и тогаш почнува оваа енигма за вас. Да, може. Ајде. Наш фудбалер во Хрватска играше прво. Да речеме конј, што има? Не, Делчев, како се вика името? Гоце Седловски. Гоце Седловски, добре, одлично пера. Српски глумец со македонско презиме. Познат во андерграунд играше. Има исто и клавиатурист. Ристовски. Така е, така е. Името. Може, одиме натаму. Може, доволно е само. Тоа голем од цртаните филми? Од цртаните, тој што лаже, како се вика? Пинокио. Пинокио, така е. Овој фудбалер француски во Англија игра? Понатаму. А овој е познат аранжер, секојаш добива награди сега на Славе, Сидни. Дарко Димитров. Ако Димитров тоа е, така е. Ао, Перо, само така може во ова игра. Ова е глумица српска на Горан Паскалевиќ, жена му. Зубовиќ пејачката Зубовиќ. Така, а не е лоша? Ани се добра. А, не се добра, така. Браво, Перо, одличен сте. Понатак. Ова малку побрзо. Ова е играше во Милион Долар Беби боксерка. Глумица. Понатака. Ова е хрватски пејач така со долга коса, репче има, брадичка. Жибони? Не, така, постари наша генерација можеби. Пејаковиќ. Не. Понатака. Ова е глумица понатака. Понатака. Може ли конечниот да пробам? Може. Ако пробам, све ми се ништи или? Не, ако пробате, ако не погодите, одите натаму. Идеме понатака. Да. Познат поранешен возач на Формула 1. Ники Лауда. Така е. Го отворивте точно тој дел и тука ми се чини каде што му е опекотината на Ники Лауда. Просто беше невозможно да не се препознае дека е тоа Ники Лауда. Стотката е супер кога ќе се освои на почеток. Имате одлична ситуација, одлична позиција. Одморете се сега малку за време на рекламите, средете ги мислите и дојдете во збор по збор каде е сосема поинаку од оваа игра. Нижете збор по збор, така што за да направите да му текне на вашиот партнер Оливер Стерио, вие сте тие кои што ги нижете зборовите, за да им текне на Еро и на Перо што е тоа што сакате да им го кажете. Овде има вкупно 60 поени во оваа игра, 10 носи секој погоден збор. Ретко кога се случи во една екипа да ги освои тие 60 поени, ајде да видиме како вие ќе си ги поделите. Оливер, од вас тргнува збор по збор. Фудбалска. Топка. Национална. Химна. Екипа, Игра. Репрезентација. Тим. одбирање, Селекција. Така е.
Така е, ги пратете сите ерова. Фудбалска национална екипа, репрезентација, одбрана или како рековте? Одбрана, така, одбрана екипа, значи селекција. Ете ги првите 10 поени одат за Оливер и за Ерол. Сега те имаат 35, се уште е голема предноста на Стерио и на Перо. Стерио, вие сте сега наред со вториот збор. Ајде. Мегле. Павар. Да, Браво. супер асоциација, браво Стерио. Вистинскиот збор, да. Третиот збор, Оливер, од вас тргнува. Кирилично. Писмо. Одлични сте. Браво. Првите 5 секунди. Ајде, четвртиот збор, Стерио. Како сега, со овој малку потежок четврти. Спреј. Дезодорант. Дит. Надпис. Графит. Така е. Така е. Спреј, зид, акти се одлично нанижани 3 збора за да се стигне до конечниот. Мислев на претходно друго нешто на амерички графит, али Аха, кој например? не мислев на претходна асоциација да амерички сум дал ти му Да, теглиш. филмот, да. Американски графит. Па добро, и вака му текна. Ајде, петиот збор да видиме како ќе му текне. Оливер, од вас тргнува. Бобинки. Малини. Кисели. Боровинка. Црвени. Капини. Грмшка. Шипки. Диалектично. Трнки. Слично. Трнинки. Струмички. Чие време истече на екипа А, екипа Б, Стерио Перо, вие имате уште време. На секој ваш збор Стерио, тој треба свој да каже. Црвени. Малина. Кисели. Капина. Набројувај што Трнинка. Се кажавте. Побинки, малини, капини, а тоа се дренки. Дренки, на крај памет не ми падна, а? Ево. Не. грмка. Се им кажавте, да. Но добро, ајде, понекогаш и така се Малку случува. беше потешко за 45-120, објаснување, последниот збор. Стерио? Кој почна јас? Да, вие. Хирушка. Интервенција. Захват. Операција. Така е. Ако не е интервенција, тогаш нема што друго да биде. Ево, освен така е секогаш вториот е во малку попривилегирана позиција. 55-120. Останува истата предност како во првата игра. Ајде да видиме што ќе се случи и каква промена на резултатот ќе дојде во кој сум јас. Таму може да се случи промена и таму има многу поени. Еден блок реклами за сите вас четворица, за нашите гледачи доаѓаме во кој сум јас.
Вашите пријатели не знаат многу, но секогаш знаат што тие би направиле да се на ваше место. Вака рекол Десика. Инаку тоа се и тие кризаджиски приказни. Аерол секогаш е полесно од дома отколку тука да се дојде, нели? Но само некои ретки и храбри луѓе доаѓаат тука да покажат и колку знаат и колку не знаат. Тоа вас ве прави поинакви од другите. И се едно дали ќе победите перо или ќе изгубите, битно дека сте и тргнале во пресрет на среќата. Ако изгубите, кој знае утре на која кривина ќе ве сочека. Добро, Ерол, дали сте спремни? Оливер тргнува. Кој сум јас? Може. Значи вели вака. Растев на фармата на мојот вујко, но не за долго. Набрзо ја напуштив и заминав да учам и станав забен техничар. Понат. Омилена книга ми беше Малиот принц од Сент-Екзипери, па и ден денес во мојот меморијален дом има цитат од оваа книга кој вели: "Она што е важно во животот, невидливо е за човечкото око." Моето средно име Бајрон нема ама баш никаква врска со големиот писател Лордот Бајрон. Четврта реченица, 80 поени тука. Имав бурна младост. Изгубив 2 предни заба при пат од мотор, а со задоволство играв кошарка и бев во првиот состав на средно училишната екипа. Че Гевара? Пета реченица. Првата реклама ја снимив со Пепси Кола враце. Реклама што ширум ми ги отвори вратите на шоу бизнисот. Голем број од моите божемни авантури со убави жени ги измислија менаџерите од Warner Bros студиото, само да бидам во центарот на вниманието. Брз живот, брза слава, брзи коли и смртта брзо ме стигна во моето Porsche Spider на само 24 години. Джеймс Дин. Така е, сега е веќе јасно, така е. Джеймс Байрон Дин требаше да биде новиот Марлон Брандо, но сообраќајната несреќа ја прекина успешната кариера на овој млад и успешен актер. Иако сними само 3 големи филма како Бунтовник без причина, Источно од рајот и Джин, за кратко време стана богат и славен холивудски актер. Джеймс Дин беше символ на една бунтовна младост од 50-тите години од минатиот век. Тој е еден од ретките актери што биле номинирани за Оскар уште во својот прв филм, а е единствениот актер што постхумно бил 2 пати номиниран за Оскар. Загина трагично возејќи го преврзо своето Porsche 550 Spider на само 24 години. Просто беше невозможно, но ниф им падна таа реченица. Да, значи Джеймс Дин беше првиот лик кого што го бараме. Јас велам, ова се луѓе кои што одлично ги знаете, но ние помалку потешки приказни, потешки патики ве водиме до нив. Вториот лик кој го бараме тргнува од вас, Перо. Стерио? Ајде. Татко ми беше чевлар, но и пијаница, од кого честопати јадев ќотек, што подосна се одрази на мојот карактер. Сите ме сметаа за тежок човек, а јас пишував поезија. На 7 години прележав сипаници, па во училиште сите ме викаа Рапавиот. Бев одличен ученик и по завршеното основно училиште добив стипендија да продолжам средно теолошко училиште. Сергеј Сенин. Бевме сиромашни, но јас бев многу снаодлив. Заработував пеејки во црквениот хор. Ги подучував побогатите деца, бев службеник во обсерваторијата. Левата рака ми беше пократка од десната, па никогаш не служе војска. Јосиф Виссарионович Сталин. Така е. Јосиф Сталин, кој што ќе остане запаметен во историјата како еден од најголемите диктатори и злотвори во историјата на човештвото. Во неговите чистки во периодот пред Втората светска војна погуби или прати во логори наречени ГУЛАГ повеќе од 50 милиони жители на тогашниот Советски сојуз. Псевдонимот Сталин или во превод човек од челик сосема му одговараше на човекот кој немаше милост ниту за неблиските соработници, ниту пак за своето сопствено семејство. Сепак, под негово водство и команда за време на Втората светска војна, советската армија прерасна во една од најмоćните армии во Европа, а Советскиот сојуз предводникот на источниот блок. Ајде да видиме кој е предводник во оваа игра. 175, 120, малку изедначена бодовна состојба, значи само 55 поени предност. Таква бодовна состојба, одлично, 175, 120, мене ми се свиѓа вам? Да. Добро е, ќе влеземе во асоциациите. Само еден блок реклами имаме пред тоа.
Значи, ова е последната квалификацијска енигма. Тука е последната четврка која вечерва игра се разбира за да оди натаму. Од тука прво се стигнува со победа во мало полуфинале, па во малото финале, потоа почнуваат оние финални енигми, оние вистински борби за, ќе повторам пак, една од најголемите награди досега во Енигма Шкода Фабија. Еве да подсетиме кои се таму: Никола и Сузана Спировски веќе чекаат, мајката и синот, таму се Филимена и Златко Кузмановски, брачната двојка, и Векослав Стефановски и Илија Стевков, другари цел живот. А во супер игра на знаење вечерва Ерол, Оливер, Стерио или Перо. Кој ќе иде натаму? Ајде, прво да ги поминеме асоциациите, па стигнува она што Ерол едва го чека, Джек без пота. Ама прво се асоциациите на ред, Ерол. Може да одиме со првата? Ајде. Поле број 10. Поле број 10 се крие политика. Весник. Не. Три. Удар. Државна или државен. Поле број 2. Број 2 музика. Војна. Војна? Не. 4. 4 е шок. Бомба. Не. Поле број? Поле број 1. Поле број 1. Топла. Струја. Така е. Затоа што морските струи може да бидат топли и студени, затоа што музика на струја пееше Бајага, затоа што еве земјата е најдобар абсорбер на струја, а сите останати асоциации се јасни. Значи музика, удар, шок, сметка, политика, земја, прекин, насока, пат, топла, сето тоа е струја. Тоа значи 255 поени за Ерол и за Оливер, 120 за Перо и за Стерио, од кои што тргнува втората асоциација. Кога ќе кажат тие? Може. 8. Бисер. Балкан. Така е. Така е. Бисер Балкан по Бисер Балкански, која пееше за Македонија Гоце Николовски, така? Перо прилика? Да, По таа песна, да. И па тоа е кога ќе се отвори вистинското поле, кое што баш некако онака е најблиско до конечното решение, се освојуваат волку поени колку што се освојуваат и се прави оваа енигма да биде вистинска енигма и да биде вистински интересно во Джек без под, затоа што 255, 240 е од прилика како да е иста, сосема иста бодовната состојба. Фудбалски клуб Балкан, Балкан Кан, Западен Балкан, Балканска војна, Азра, гради, се тоа веќе вие го видовте и го простудиравте и знаете зошто е Балкан. Како што видовме дека 255 и 240 има само 15 поени предности, дека ќе биде можно интересно и возбудливо во Джек без под. Само еден мал блок реклами неделата Джек без под. Се е јасно и овде, 10 серии по 3 прашања за 10, 15 или 20 поени. За 2 момента правиме овде моабет, или ќе одберете слика која што ви се чини најпозната, или ќе одбирате поени, па ќе ризикувате или ќе играте зихерашки. Што и да правите, само еден од вас вечерва после овие 10 минути кога ќе решиме оваа енигма го добива победничкиот билет за натаму. Ерол или Оливер, или Стерио и Перо. Кој ќе оди натаму ќе се знае во оваа енигма за 10 минути. Джек без под, давате вие Ерол знак. Ајде. Стоп. Десет. 10, ако Викторија Бекам е Пош Спајс, која е Джинджер Спајс? Гери Халивел. Гери Халивел, така е. Него сте студат уште Бейби, Скери и Спорти Спајс. Спорт. Така е. 15. За него пишуваше и Ниче. Како се вика филозофот и учителот на мудроста кај старите персијанци?
Значи за него пишуваше и Ниче, како се вика филозофот и учителот на мудроста кај старите персијанци. Иро? Заратустра. Така е, Заратустра. Ако знаете да беше, Ниче се викаше, така говореше Заратустра. Така е. И биде валцер од Така е. Штраус. Тоа серија, Пиро стерио, Стоп. од вас е знакот. Значи, што 10. правите? Гледате слика, бирате поени 10 велите? 10, да. Европската унија денес брои 25 земји членки, а на нејзиното знаме има колку звезди? Колку звезди? има? 12. 12, така е. 12 звезди има на знамето на Европската унија. 15. На овогодинешното светско фудбалско првенство селекцијата на домаќинот Германија ќе ја предвори селекторот Јирген Клинсман, а на претходното првенство до финалето германците ги одведе селекторот Руди Фелер. Руди Фелер, така е, во финалето загубија од, се сеќавате ли, Од Бразил. од Бразил, така е, со 2:0. 3. 3:0 беше? Добро, памтите овие све. Трета серија од 2:0. Стоп. Колку поени? 10. Кој кошаркар беше MVP во последната NBA All-Stars викенд во Леброн Хјустон? Джеймс. Како рековте? Леброн Джеймс, така е, најмлад кошаркар до сега што станал MVP на All-Stars на преварите. 15. Тоа беше најбрзиот и најефективниот британски авион ловец во Втората светска војна. Имаше мотор од Rolls-Royce, а се викаше Spitfire. Spitfire, така и се покажа како подобар од германскиот штути, Юнкерси и Месершмити. Стоп. Така е. Од вас тренуваа четврта серија, Перо Стерио. Ајде 15. 15 вели, чија влада себе си се нарекува Курија Романа. Чија влада? Чија влада? Или која влада? Италијанска? Не, нема да одговарате на папата. Ватикан. 10. Денес овие паркови ги има во Соединетите Американски држави, во Германија, во Англија. Но првиот Леголенд парк беше отворен во која држава? Во Данска. Така е, во Данска се работи за парк изгледан од популарните лего костици кои и потекнуваат од Данска. Значи, пета серија, Еро Оливер, Стоп. од вас тргнува. 10. Жунино и Вилтор и Кару се најдобрите фудбалери на веќе 4 години поред најдобрата француска фудбалска екипа, Еро Лион. Лион, така е. Има 90 поени запис, 325, 235. Се стигна во ова перостерија. Со 15 или со 20, со што ќе се обидеме? Ајде со 15. Ајде со 15. Вели, кој во своето дело Нунциус Сидериус ги опиша планетите, како и сателитите, кои ги пронајде со помош на својот телескоп. Галилео Галилеј. Така е. Галилео Галилеј изработи свој телескоп со кој ги откри 4 најголеми сателити на Јупитер. Шеста серија. Од вас тргнува перостерија. Стоп. Не. Значи, Ајде 10. ајде 10, ако сакате да ги видите дворските господици на Веласкес и Гола Маја на Франциско Гоја, ќе треба да го посетите најпознатиот шпански музеј Прадо. Прадо, така е, се наоѓа во Мадрид и да има дела од скоро сите најпознати светски уметници. Останаа 15 или 20? 15. 15 вели вака, по два пати домаќини на светските фудбалски првенства биле државите Италија, Франција, сега Германија Мексико. и Мексико, така и тоа Еро години? 1970, Така е. 1976. Така е. Добро, оди натаму ова енигма, седмата серија на вез Мексико, точен одговор, така е. Одиме натаму со седмата серија која тргнува повторно од Ерол и од Оливер. 340, 260. 80 поени предност за Ерол и Оливер. Седмата серија е наред. 10. 10. Не е компас, ниту бусола. Со помош на кој инструмент морепловецот може да ја одреди положбата во секое време. Секстант. Така е, секстант. Со секстантот морепловците ја одредуваат положбата каде се наоѓаат на морето.
За вас останува 20. 20. Како се вика актерот кој беше фантом во истоимениот филм и го играше несудениот верник на Кейт Винслет во филмот Титаник? Како се вика актерот кој беше фантом во истоимениот филм и го играше несудениот верник на Кейт Винслет во филмот Титаник? Не може да се. Текнува. Одговарам. Се вика Били Зейн. Играше и во Twin Peaks и во Враќањето во иднината. Ете, тука се тие моменти каде што се крши играта. Значи, ако го знаевте, ќе се доближавте малку повеќе, вака направивте нови 20 поени разлика. Добро, 8 серија. Од вас тргнува. Стоп. Сега? Ајде 20-ката направо. Ајде 20-ката. За хрватите таа е Лиепа наша. Но која бивша ју држава својата химна од 1998 година ја нарекува интермецо? Че која од бившите држави ова е тема на Ерол, тој едва го чека. Босна и Херцеговина. Така е Босна и Херцеговина, значи од 1998, односно до 98 се викаше една единствена, од 98 наваму се вика интермесо. Вие зема омилената тема Ерол 10 или 15? 10. На што ќе одите на 10? Во Стар Рим граѓаните биле поделени на богати, патрици и обични сиромашни луѓе наречени Плебс. се прифаќа, да, одговорот е плебеци, така е, но може и плебс. Добро, и деветата предпоследна серија. Од вас тргнува Ерол Оливер. Стоп. 10. Како се вика светата река на индиците, Ганг. која има најголема делта на светот, така е Ганг. Така е. 15 или 20? 15. Она што беше бродот Бигл за Дарвин, тоа беше бродот Ендейвер за морепловецот и истражувач Джеймс Кук. Джеймс Кук, така е. И уште една, последна серија, 370, 275, ова е недостижна предност, јасно е кој одината му, но ајде уште последната 10-та серија, еве каде стоп. 15. Под водство на Рук Удер, кубанските музичари Ибрахим Ферер, Компај Секундо и Омара Фортундо стекнаа светска слава со албумот според кој Вим Вендерс сними филм под наслов Буена Виста Буена Social Виста Club. Social Club, така е, ова е вашето наперо предната година имаа концерт во Скопје во рамките на големата турнеја низ Европа. И 10 или 20, како ќе се завршува? 20. Еро, еве 20. Меѓу тројцата наши олимпици, заедно со Ѓорѓе Марковски и Дарко Дамјановски, беше и една дама која настапи на трките во слалом и велеслалом. Која? Ивана Ивчев. Така е Ивана Ивчевска, и иако не постигна забележителен резултат, достојно ја представуваше Македонија, ќе се согласите. Еро, Оливер, како што вие достоинствено извојувавте оваа победа вечерва во Енигма. И па секогаш е така. Едни победуваат, едни губат, едни одат натаму, други чекаат некоја следна прилика, но како рековме Перо, доволно е тоа што сте и дошле на среќата во пресред, сте зачекориле, сте дошле тука. Да. Кој знае каде ќе ве сочека веќе утре. Ви благодарам што бевте во Енигма и разрешивме и оваа Енигма, Ерол и Оливер се вечерашните победници. Следниот петок, 22 часот и 20 минути, Телма телевизија, нова Енигма. Се скрши резултатот веројатно кај во втората игра кај што не ги земаат двете. Може би требаше повеќе да ризикуваме, иде на поголема сума на бодови. Се надевам дека оваа победа ќе ја повтори и во наредните емисии. На мене ми беше цел само да дојдем да видам, да победам нормално,